15 на хектари нискостеблеста шума изгоре кај селото Карабуниште. Пожарот избувнал доцна синоќа и не се знаат причините за него. Долниот тек на реката Бабуна е претворен во депонија. Излетниците забораваат на сметот. Гимназијата е најдобро рангирана. Коле Неделковски со најслаби резултати. Министерството за образование ги објави резултатите од државната матура. Пожар во Велешкото село Карабуниште избувнал ноќеска половина час после полноќ од засега непознати причини. Од пламените јазици гори дабова, шума и габер. Од Центарот за управување со кризи велат дека тој се уште активен и зафатил површина од 15 хектари. Опожареното село е ненаселено, па во гаснењето на пожарот се вклучени само 8 на вработени од шумското стопанство Бабуна и 2 теренски возила. Од Центарот велат дека денеска тој ќе биде ставен под контрола. Пред 2 недели гореше неожнеано жито на површина од 20 хектар кај Новосело. Двојно помала површина беше пожарена во близина на манастирот Свети Димитрија, го предизвикал несовесен граѓанин кој најверојатно се движел по регионалниот пат. Пожарот зафатил сува трева и нискостеблести растенија. Екипи на противпожарната единица интервенираа и во близина на Белештевица. Таму изгореле 5 хектари ниска дабова шума, сува трева и лозија. Опожарен беше и ридот Светилија над гробиштата во црквата Свети Спас, но за среќа пожарот не зафатил поголема површина. Пожар имаше и помеѓу селата Богомила, Капиново и Црешнево. Надлежните се уште вршат проценка на штетите, а главен виновник и овој пат е човечкиот фактор. Купишта ѓубре, шишиња отпад. Тоа е сликата која денеска може да се види на дел од излетничките места кои беа најпосетувани за празникот Илинден. И годинава граѓаните беа на излет во природа, се печеше скара, се пиеше алкохол, се играше, беше весело, празнично, но повторно заборавија една многу важна работа, да ја зачуваат природата, наместо да го соберат отпадот и да го однесат до најблискиот контейнер, тие го оставија зад себе, надевајќи се дека можеби некој друг ќе им ја заврши таа работа. Некои биле малку поодговорни, па го собрале во кесе и го закачиле на дрво, но и тоа е лошо, затоа што нема кој сега да го фрли тој отпад. Наместо вака, за да изгледа чисто, секој треба ѓубрето да си го собере и да го земе со себе, а подоцна да го остави на место предвидено за тоа. Екипа на телевизија Канал 21 беше покрај реката Бабуна. Сликата која ја видовме таму е вознемирувачка. Надлежните од комунална хигиена при јавното комунално предпријатие Дервен коректно си ја завршуваат нивната работа. Контейнерите ги чистат според утврдена динамика, околу нив е средено, но само неколку стотини метри понатаму, местата кои ние граѓаните треба да ги чуваме изгледаат сосема спротивно. И годинава тестот по екологија и грижа за животната средина граѓаните не го положија. Вистинско прашање е кој сега ќе го исчисти овој неред, посебно во летниот период, кога реката Бабуна е една од омилените локации на граѓаните во горештините кои ни предстојат. Многу поразлична не е сликата ниту во другите излетнички места околу Велес. Гимназијата е најдобра стручното Коле Неделковски со најлоша оцена. Ова го покажува ранг листата од спроведената државна матура во јунската испитна сесија. Гимназијалците покажале најдобри резултати. Училиштето е рангирано на високото 14-то место од вкупно 95 средни училишта. Просекот кој го постигнале учениците изнесува 3,60. Според директорот Горданчо Стојчевски, ваквите резултати се должат на посветеноста на наставниот кадар. Резултат е секако на работата и целосната ангажираност и посветеност на колегите кон учениците. Значи, во текот на цела година, започнувајќи од 1 септември 2011 година, професорите започнаа со припреми за учениците за државната матура, им даваа насоки, им даваа материјали, работеа со нив и нормално се тоа резултираше како резултат на големиот успех кој го постигна самата гимназија, односно посебно акцент се дадеме на нашите на македонските паралелки, каде што постигна на висина висок резултат. Второ рангирано училиште е Хемиското Димитрije Чуповски. Просекот од 3,05 го рангираше на 37-то место. Зад него со просек 2,98 се наоѓа економското Јовчете Сличков. Ваквиот резултат го позиционираше на 44-то место. Најслаби резултати од средните во градов има стручното Коле Неделковски. Според ранг листата од државната матура, која ја објавува Министерството за образование,
Ова училиште постигнало просек од 2,40. Ваквиот резултат го позиционираше на дното на листата, се наоѓа на 78-то место. Според директорот на гимназијата, училиштето реално треба да се рангира во првите 10 во државата. За понискиот просек придонеле албанските паралелки кои годинава првпат полагаат државна матура. Кај овие ученици постигнатиот успех изнесувал околу 2,50. Причините зашто се послаби резултатите во албанските паралелки ги знаеме. Сите, значи, недостаток на наставен кадар или наставен кадар кој доаѓа од други градови, па секогаш имаме некои си недостатоци и проблеми во реализација на самата настава. Државната матура се полагаше на 9 и 12 јуни. Учениците првин се тестираа во знаење по мајчин јазик, а потоа го полагаа изборниот предмет. Поголем дел од средношколците во Велес го одбраа англискиот јазик. Математика најмногу полагаа гимназијалците. Оние кои не положија во јунскиот рок втора шанса имаат овој месец. Државната матура ќе се полага на 14 и 16 август. Навиките на младите да ги посетуваат угостителските објекти во доцните ноќни часови не се менуваат. Полициските службеници неделава ги затече во локалите, кафе-баровите и играчниците. Дури 7 малолетници се забавувале во угостителските објекти по 12 часот по полноќ за време на викендот. Малолетниците со потврда се предадени кај родителите, а ќе одговараат и прекршочно до надлежниот орган. Надлежните и родителите се надеваат дека акцијата со мешаните патроли која од изминатиот викенд почна да се спроведува и во Велес ќе вроди со плод. Барем родителите ќе дознаат каде и со кого нивните деца го поминуваат времето доцна во ноќта. Мешаните патроли и понатаму ќе продолжат да ги контролираат младите со цел да се откријат евентуални девијантни однесувања кај нив, но и да се спречи несоодветното однесување на нивна возраст. Не се менуваат ниту навиките на кратците. Изминатава недела полицијата регистрирала 2 тешки и 1 полесна кражба. И овој пат мета на арамиите биле парите, но некои од нив посегнали под туѓ моторцикл. Изминатата недела регистрирани се и неколку нарушувања на јавниот ред и мир, сообраќајни незгоди во кои 6 лица се здобиле со телесни повреди, како и прекршување на сообраќајните правила. Сто и 50 деца ќе ги прочистуваат белите дробови на Пелистер. Од денеска се на 7-дневна климатска рехабилитација ја организира Сдруженијето на родители за грижа за здраво поколение, а ја финансира Министерството за животна средина. Во наредниве 7 денови деца од Велес, Кавдаречкото село Возарци и Кичевското Осломеј, кај кои лекарите имаат констатирано белодробни заболувања преку прошетки во природа, ќе треба да го подобрат нивното здравје. Од Сдруженијето вела дека се одлучиле за деца од овие делови на државата, затоа што тука постојат фабрики кои се големи загадувачи. Инаку климатска рехабилитација на Пелистер се изведува веќе неколку години. Резултатите досега се одлични, кај речиси сите деца забележено е подобрување на здравјето. Денешната група од 150 нема да биде единствената, по нив на рехабилитација ќе одат и други.